Почитувани, 11-ти ден од свирепата ликвидација на Мартин Јанушев. 10-ти ден по покањето на куќата на советникот на Заев, а одговорност за сторителите нема. Ако луѓе што брутално со оружје екзекутираат среде бел ден и после тоа 11 дена се на слобода, тогаш каква правда и каква заштита може да очекуваат граѓаните? МВР се стави во заштита на убиецот, кој е криминалец, близок до врвот на власта и истиот според гласините кои кружат во јавноста и објавени во медиумите е еден од собствениците на Агенцијата за обезбедување Омерта Security, за која важи дека е блиска до Вице Заев, брат на Зоран Заев. Спорната Омерта Security делува како партиска полиција на СДС, влегува по објекти и заплашува и изнудува. МВР со одолговлекување на истрагата овозможи убиецот да избега. Дали е ова одговорно само за подпредседателот Оливер Спасовски, кој е министер за внатрешни работи, или тоа го прави по наредба на Зоран Заев? Направени се сериозни пропусти во истрагата. МВР не превземало основни истражни действија и действија за спречување на бегство. МВР нема фоторобот на убиецот по кого трага, иако убиството е случајно на сред бел ден, на фреквентна локација и место на кое има повеќе безбедносни камери. МВР со своето неделување е директен соучесник и помагач на бегството на убиецот. МВР не само што не превземале нужни действија во текот на првичната фаза, туку и не распише меѓународна потерница. Зошто е дозволено да избега сторителот на свирепо убиство? Зошто МВР дозволи убиецот да смисли план за избегнување на правдата? Јавноста се повеќе зборува дека се изготвува сценарио за спас на вистинскиот убиет, со што ќе се плати некој ситен уличен криминалец да ја превземе вината за свирепото убиство, наместо убиецот кој што е близок до врвот на власта. Дополнително МВР деновиве врши целосен дефокус на јавноста, која се погласно зборува за блиските врски на убиецот со врвот на власта. Па истата презема помпезни акции по ноќни локали кои завршуваат со избркани малолетници од дискотеки и пријави за гласна музика. Зошто ја подценувате интелигенцијата на граѓаните? Зошто сакате граѓаните при очи да ги правите слепи? Оливер Спасовски мора да поднесе одговорност. Најмалку што може е да помогне полицијата да почне да си ја врши својата работа и да ги гони криминалците со тоа што ќе си даде оставка и ќе престане со обструкции. Благодарам.